Проблем во ваквите трагедии е корумпираниот судски систем, менталитетот и самите казни што се предвидени за нив во таков корумпиран систем. Проблемот е што тоа ѓубре кое што се начукало и кое влегло пијан зад волан и кое поминало на црвено светло со преку 150 на саат и кое удира удира девојка на прагот на својот живот на пешачки премини и усмртува. Проблемот е што тој ќе добие втора шанса. Ќе излезе за 3-4 години. Замислете. И он ќе продолжи со животот. Совест колку ќе го јаде, колку нема да го јаде, не верувам, затоа што е повеќе кратен престапник. Но работата е што таа девојка, таа Фросина од Неготино, она нема да добие втора шанса. Она тамо кај ќе отиде, но тамо никош нема да се врати. Тоа е трагедија. Тој уништил 2-30 животи со тоа што е усмртил на пешачки премин. Ради неговата несовест, ради неговата бахатост, раскалашеност, размазеност, како сакате кажете. Ради неговото немање чувство на одговорност, затоа што никој не успел да му го всади за време на неговиот живот, додека созревал и така натаму. И сега вие замислете ситуација. Тие родители на Фросина замислувале како она ќе порасне, како ќе заврши тоа што сака од образование, како ќе го работи тоа што ќе го посакува цел живот, како ќе се мажи, како ќе добијат внуци, како ќе прават претходна свадба итн. И од сето тоа во само една секунда ништо. Собирале пари, кој знае што работеле, се стискале да и соберат пари да студира, да дојде во Скопје. У една секунда, ради некоја несовесна пијана будала, сето тоа оди во прав и пепел. Вчера имавме многу добра дебата на Самовистина, јас само првиот дел го постирав на Facebook, кој сака може да го гледа, и вториот може да го најде на YouTube, нормално, двата дела. Не икам да се повторувам, ќе гледате емисијата, само ќе кажам. Значи, вакви работи се решаваат само со драконски казни. Тука не помага казна од типот на... Затоа што од типот на... Ај може ќе се поправи да бидеме поблаги. Што да се поправи? Како ќе поправи штетата што ја нанесо? На самото девојче, на самиот пешак што го убил, на неговите роднини, на поширока фамилија, пријатели и така натаму и така натаму. Таквите, јас тоа го кажав во емисијата, на секој може да му се случи да удри пешак во сообраќај. На секој, тоа е момент на невнимание, ти истрча некој, сите што возат коли го знаат тоа дека е така, знаат дека секој возач кога влегува во кола, кога ја пали, веќе со едната нога е во гроб. Тоа е стара позната изрека. Но, едно е, ако од невнимание што на секој може да му се случи, удриш пешак со 40 на саат, трезан си, го удриш со 40 на саат или ти излетува пешакот, падне незгодно на тилот, почине на лице место. Тоа е една работа. Апсолутно тоа, за такви работи треба да се гледаат олеснителни околности. Дека не возел со 140, возел со 40, сплет на несретни околности кои довеле до таа трагедија. Но сосема друга работа е, ако некој кретен, размазен, се начука, испие литар виски, седне зад волан, шиба 150 по оваа факинг пострана партизанска што е тука, што треба да се регулира, што возат како на писта за Формула 1, како на Хунгаро ринг да се.
Друга е таква будала кој ќе седне во кола, пијан, вози 140 на сат, на црвено светло, на пешачки удри, пешак и го убие. Него судот треба да донесат, затоа треба да се смени кривичниот законник. Новите казни треба да му го уништат него животот, безмилосно. Тоа да се смета за убиство со предумисла звучи, можеби, неправно некому, претерано некому ова звучи, но да, ако некој пијан или дрогиран, или не мора ни да е пијан ни дрогиран, ако влезе во кола и вози 150 на сат во супер урбано подрачје, као што е Партизанска, кај што тука покрај Партизанска има милион кафичи, не знам за бели пецива, продавање, продавници, не знам што има, се собираат млади тука, јадат, преминуваат улица. Дури да не е пијан, ако вози со 150 на сат и не почитува знаци, не почитува семафори, и удри на црвено помине, и удри пешак на пешачки, тоа е исто како да го планирал тоа убиство, како да подсвесно негде стварно сакал, сега имам да убијам некога. Што друго да помислиш кога влагаш у кола, кога некој влага у кола и вози 150 на сат? Тој значи е свесен што може да предизвика. Не е малоумен, не е малолетник. Возачка положил, учел таму испити некој. Етика некоја возачка веројатно учел, ако не ја добил и таа возачка како што се добиваат сега сите дипломи. Значи, треба таквите возачи, особено па ако се повеќе кратни прекршители на законот, дали у други сообраќајки учествувале со несовесно возење, дали покрај тие сообраќајки имали други кривични дела од типот на, нели, криминал, дроги, моги, дистрибуција на дроги вамо таму. Не може таков човек да го оставите, да го пуштите на улица после 2-3 години, бе. Не бе, уништете му го животот. Може за 15 години поминати у затвор, ке свати што направил. Може ке свати. Ама после 3 години да го пуштите, или после 4 години, од кои што последните 2 години ќе биде некое полузатворено оделение за викенд, ќе си доаѓа дома и пак ја зима колата од татко му ќе ја вози. Ништо не сте направиле, бе. Ништо. Ништо, само сте ги охрабриле другите престапници истото да го прават, тоест да не водат сметка за тоа. И нормално, треба и тоа да се воведе во закон. Не знам колку е воведено, стварно не чепкав да видам. Значи за тешко дело против безбедноста во сообраќајот со смртни последици ќе му одземете возачка дозвола доживотно, точка. Затвор, минимум 10 години, возачка доживотно одземена. Тој веќе во кола да нема пристап. А ако го повтори делото со одземена возачка, од кој ти излезе у затвор, тогаш доживотна. Тој не е за на улица, значи. Тој е психопат. Така се решаваат овие работи во земја, во систем, кој што е затворен од корупција и во земја кај што живее народ со ниска социјална култура. Особено во сообраќајот. Кур го боли! Он битно ќе се паркира, дали ти можеш да излезеш, дали тој до него може да излезе, дали тој пред него може да излезе. Не ги занима. Паркирани колку пати овде кај мене пред зграда во Тревникот тука. У Тревникот. Ја кога нема место на овој факинг паркинг доле, 6 дена колата паркирана ми беше надвор по уличкиве тука. 6 дена не може на својот собствен паркинг пред зграда да влезам. Али тој некој селјак дојден, влегол у паркчето со колата и остае. Толку за нас. За такви луѓе само строги закони, апсолутно. Не може другачие оправање. Не разбираат. Баш како зборев вчера тоја емисија, знаете колку луѓе ги боли патка, дали
ќе го застане полицајци, дали ќе му лупне 400 евра казна за поминување на дупла пуна линија или за не знам што, или за на црвено светло прајање. Вака истиот момент ги плаќа и па се продолжава да вози 150 на саат. Шо бе, му платам казна, ме боли коре, нека си купат цвеки од моите пари. Не им се проблем да плати 300 евра, 400 евра. Не им е проблем. И па продолжава по своje да пичи по уличките у Дебармало што се малина. Колку пати тука сум видел, пешки кој сум одел, сум видел тука возат 70 на саат, а деца вака од страна одат и скачаат по тоа Боемска улица, вамо тамо, како ли се вика. Вози бе! Јас стварно не знам, али дека секој носи вина за оваа работа, секој носи вина. Јучувајќи семејството, на прво место, образованието, самиот систем на вредности каков е во едно општество и нормално корумпираниот систем. Кој што овде не е прв овој фраеров, што порано го извадиле у 2-3 наврати да не оди овакво, да не го јаде дебело. А претходно имаш и други случаи, па колку само млади луѓе изгина, и тоа го кажа во емисија од 2010 година навака по скопскиве улици, особено на Партизанска, или на Теодоси Гологанов, или не знам каде таму. Знаете колку деца, и халабуката беше 2 дена на Фејсбук. И после веќе никој од нас не се сеќа што се случи со тие процеси судски, како завршија, што завршија, колку беа осудени, дали нешто му падна како се вика тоа, круна од главата на тој будала што возел, шудрил дете, не е битно кого. Што прават сега тие луѓе? Никој не знае, може сега стоп му е. Бизнис си отворил, си води ова, пошо претежно така. Не е битно. Фамилија може си направил. Ама убил дете пред 10 години, го акнал со 150 мртов пијан зад волан. Шо му е веш матер се, јеби ga, се нашол на погрешно време пешаков у погрешно време на погрешно место. Шо ако така размишљаат тие фраери? Шо правиме? Се интересира некој, знае некој како завршија тие судски процеси? Дали беше реагирано ако беа осудени на мали казни? Имаше некои реакции, не знам тамо што беше нешто во Јужна Македонија, некој си сообраќајка, па имаше некоја страотно ниска казна одредена, па знам тука јавноста пак се побуни, па не знам што се случи. Нема, секој чудо за 3 дена е кај нас. Ама за вакви луѓе само казни. Казни драконски, особено за ова ја што го кажав, да не се повторам, за вакви случаи. Нема милост. Си уништил живот, ќе биде уништен твојот. Си уништил фамилијата на таа жртва што си ја убил на улица со кола, и твојата фамилија ќе биде уништена. Нека доаѓаат цел живот у затвор, нека те посетуваат да ти носат тулумби, баклави, цигари, мигари и така натаму и така натаму. Нема друг излез за оваа работа. Нема. Што да кажеш? Нема одвишак е да им изрази сочувство човек на фамилијата на Фросина од Неготино. Што викаат англезите, it doesn't make sense. Кое е сочувство? Шо со тоа? Затоа треба системот брзо да реагира. Многу брзо. И сум кажал, и у емисија кажав и претходно сум кажувал на луѓе што се со таа проблематика, во таа проблематика што може не можат легнати полицајци да ставаат на Партизанска на големите булевари. Демек законски не било. На крајот на криштата. Зошто бе да не? Сменете го законот. Не знам што е со булевари биле. Па кој мој ако се булевари? За вакви говеда легнати полицајци ке става.
Легнати полицајци пред секој пешачки, на секој 20 метри пред пешачкиот. Ај нека вози 150, нека си ја скрши колата од 100.000 евра што ја вози. Нека вози без 150, нека се истумба на лежечкиот полицајец, нека летне, нека си ебе мајката у некоја бандера. Стајте! Шо не може тоа да се смени? Булевар било голема работа, и шо ќе гинат секоја година по 20 на партизанска минимум? Ќе собираат млади луѓе, ќе ги мелат под тркала? Може да се направи, може, за на говедата да се стават под контрола. Или тоа, легнати полицајци и пешачки мостови. Ако е, мада е тоа помалци изводело, јас сум за ова, поише ако викаат булевари, не се ставале, нема везе, нека се стават. И тоа ако може, толку вака големи. На дигалка да мора да ја крене колата да опомине. Така треба за тие говеда со бесни коли што шибаат секоја вечер овде по партизанска со 200 на саат. И моторџиите исто. 200 вака ќе помина. Фиу. Од памет да ти извади, ако си доле, а колку пати порано со деца да мали кој беа доле на клуб. Абе, од памет ќе ти извади кој ќе помине со некоја бесна машина, мотор. По партизанска. 200 немаш да го испратиш вака со поглед. Е тоа ви. Ај, се надевам дека се поретки ќе бидат само ваквите трагедија на ваквите говеда. Стварно мислам дека треба да им се најде крајот што побрзо. Системски да им се најде крајот. Да не припарат на улица, да не се качат веќе во кола, никад во живот.